Здраво другари, здрава криптореволуција. Без камера удараме овај пат еден подкаст. На брзина да ударам да видиме еден тест. Не сум уште наместил за сетап за самата камера, не знам како ќе ми стое, валјда ќе требе да одам да купувам фактички ќе требе да одам да купувам како се вика поголема сталка за камерата, пошто немам идеја брат ова малата дека ќе стане. Масата не ми е тај стил, мониторот 27 инчин што го ставив од левата страна ми излуде, може да се врте што е многу јако, само треба да свана финтата како брат се врте тоа чудо. Берзата, како што гледате другари, има доста луѓе заинтересирано за Криптоакадемијата, околу 40 луѓе. Пробам да ги сконтактирам. Наредната недела чекам за да подпишам проверува се името дали ќе може за компанијата Криптореволуција да е достапно. И фактички наредната недела ако е здравие, сега сме петок, да речеме до наредната недела валјда ќе биде до петок, ќе биде одобрена. И тај дел сум го завршил. Тука канцеларијата е 95% средена. Од позади само тај дел многу се чека за тие елементите дека планирам да ми стоат, ќе ви покажам да речеме тие колекција што си ги имам од Америка што сум ги донесел, друго кревети, мревити стигнато, некои ситници, фиоки, миоки, тоа после ќе се оправи. Мобето е другари, значи дека што гледате, војната во Иран не однесена 3000, џабе овие филозофира укочени, ќе почне Иран, они до вчера се редеа на бензинската, не знаеа зашо се редат, замисли си, и ми викат што има врска Иран, па викам ништо, тамо на кривината си играат малку пуцачина, али тоа е кочени брат, градо е, знаете, тоа што се случи, градо е комплетно, можам слободно да кажам, мртов за разлика од тоа јас што го имам видено, али нема губење надеж, треба да се рестартира. Народот е у некој левел на фаза комплетно разочарани и од дома работи само со колите. Комплетно кочени по американизирано од самите американци. Американците веќе излават од колите и почнуваат да одат да шетат надвор. Овие веќе улават у тај период, знаеш, сега ефтини коли од Бугарија, од вамо, убацуваат си од дома у колата и да има како ќе улезат у продавницата. Иначе јас сум сам комплетно се шетам, замислете си пешки, не сум сретнал еден човек, замислете си, од локав град што сите ги познавам, не сум сретнал некој здраво да ми каже, значи све е по колите. Едино ќе ти свирнат, што е доста интересно, загадено до трт, али тоа е. Тоа е краток извештај за кочани и ќе пробаме да го рестартираме. Само еден се уште е откочени за Криптоакадемијата, додека сите други сакат на рати, трети сакат да земат кредити за да одат у академијата што ги одбив, значи ти земаш кредит да плаќаш у Криптоакадемијата, со што ќе ти градам портфолио. Сигурно нема компири да продаваме на пазара, брат. Додуши ако има, значи може да ги продаваме и одма да имаме да сменеме кај цифроменувачите за USDC и USDT. Али бракета се тука луѓе за левело на не знам, не дека ја нешто сум ово кажу го од шарената кокошка, али брат овие се на тука на левел, значи замислете се ако сите се од надвор од Македонија пријавени на академијата. Овие ни да не почнете мобет. Овие не знаат зашо се редат на бензинската. Овие не знаат зашо цените рипат нагоре. Овие се у некој бабл тука. Од дома, у колата, од колата до најблиското точка и замислете си да вртеш укочени у 2 на 2 метра град, да вртеш, например, 3-4 круга за да се паркираш до најблиската, мислам да се паркираш најблиско што можеш до местото да ќе одеш, а градот е 2 на 2 и нема паркинг. Значи ти просто си играеш лотарија, дали некој излегне. Така да тие луѓе веќе се у некоја фаза на, не знам, на една чудна фазичка што валјда сега стануваат американци и прашање на време кога ја покочени ќе почне да се степат за паркинг. Гуштеров не планира да има кола, пошто ја гледам аналитиката. Америка, другари, за берзата, Америката, како што гледате,
колку повеќе напаѓа, ние одеме у криптосветот дека биткоин си е постабилен и поставилен, пошто ти ако си у Иран и американците викат ќе ви пратиме копнена трупа, вие нема сигурно чувате злато и сребро, имото ќе гледате да си го распродајате, ќе гледате се живо да распродајате дома и како што не кажуват од изворите, нели, од овие големите тука куки што се прават новинари, не кажуват дека у Иран се купува на големо биткоин, етериум и други криптовалути. Значи, другари, не умре биткоин поради војната у Иран, не умре биткоин заради тоа што Кина следува за напад, не умре биткоин за тоа што Трамп ќе планира и Куба да си ја земе, и Венецуела веќе земена, и Колумбија. Значи, другари, ние ќе гледаме се повеќе и повеќе драми. Значи, америчкиот долг, другари, е 39 трилиони. Значи, единствениот спас на Америка е бесконечни војни и фактички биткоин да успеат цели овај долг, како што го видовте познатото видео на русите, да го сменат у биткоин. И де факто ќе се рестартира целиот долг и ќе биде еден од најаките подвизи у историјата, тоест креираа биткоин и ви викат, луѓе, немој да копате, немој да го користите, ќе ве затвориме, и народот де факто вика, чекај, копаме, ќе го користиме, ќе де факто вие кога копате, нели имате сервери, тоест тие трансакции се вршат преку тие машини, вие добивате награди за тие, например, што луѓе се освистиле, најголемите теоретичари што копат, што се копале и уште што копат, де факто ќе ја добијат наградата, а де факто на Америка им го разработуваат бесплатно целиот систем. Оти ако замислете си сега да рече Америка, окей, креираме го биткоин и ово ќе биде новиот монетарен систем, ово блокчейн е новата подлога и користете го. И вие што ќе речете? Да бе, ќе ни шпионирате, ќе ви го користиме, тоа нема шанси. Овака, брат, забраниш нешто за народот сам да земе да почне да го користи. 50 години сигурно е тестирано у лабораторија, како и интернето, и на крај излават. И интернет. Иначе, Military Corporations го имат измислено интернето, Military Corporations го имат измислено и биткоин, и блокчейн, и поголемиот дел од криптовалути. Тоа у сектора на теорија на заговор треба да направиме едно добро видео, да видите дека сите тие работи кои што се излезени и глумат приватни компании од Wall Street, што се продаваат акции, што глумат приватни компании, де факто се на америчката армија, корпоратски гигант, измислени компании и де факто ви ги продават низ цел свет и вие ги користите. Додека замислете се ако ги измислат и да речете ви ги без пари, вие ќе речете да, ќе ги користам, да не шпионирате и нема да ги користите. Овака де факто вие се трудите да дознаете кој крипто или кој акција треба да купите за да направите профит, да ја тргувате, или као демек вие сега тука истражувате, нели, сами да откриете дека таа фактички како се вика, дека таа фактички компанија да ја погодите дали ќе се пробие, дали сите ќе ја користат, де факто од страна воената компанија одлучува што како и тај квантум компјутер одлучува у милисекунди која акција или крипто да оде нагоре надоле. Така, другари, ја како теоретичар до сега доста добро ги разработив шемите и доста добро сум ги сванал они сега брат, ќе принт скрин. Чекај да видим, баш ме интересира ово сега. Направив принт скрин, ама да видам дали и на двете се прави принт скрин. На двата монитора ли принт скрин ќе се направи? Сега и в другиот монитор ми е уклучен. Ама брат, шо ми види на овај компјутер толку, ајде, ќе го видиме после. Грлото уште ми се онадува, пошто дефинитивно многу е загадено, а ја пешачам и де факто ово сега што ми е, никош не се разболев, во де факто ми е со извинение храчките што треба да ги исплукам после секое шетање. Другари, црвено, не црвено, знаете, ние чекаме bull market теоретичарите и да се кишира. Додека сите други
Еве да видиме, гледате, Fear and Greed е на 32. Што значи луѓе трупајте. Што зборе брато, само да видиме. Now and What the fuck? Зашо нема интернет? it is really important as a trend because Нешто имам проблем со Twitter. Гледај се. yeah, so tokenization is kind of a buzzword right now, What the fuck? and Shut up, it is Sel, really зашо important as a каза trend качу? because the same thing that happened with stablecoins, where a dollar got tokenized, and now suddenly people all over the world can use it. Во There's окей. fast, cheap global payments. The same thing is now happening За разлика in the од equities market, телекабел, and every kind of во е asset супер, class, really, ако that натаму people might треба ќе want to земи invest поек, in. сега за сега го имам There's овај. about 4 Download billion стотка, adults upload right now who are 47. unbrokered. Some people have heard about being unbanked. There's also about 4 billion people who are Дали вториот монитор, да ми каже некој, заради вториот монитор ово чудо ми се случува, да ми сецка. Ке видиме што е финтата. За прв пат користам втор монитор и е лудница, додека ми текна дека гледај глувчето може да излезе од тука и да улезе од другиот монитор, а монитор ми е ставен од левата страна, малку е збркувачки, али треба да видам и со камерата како ќе го прикажу втори монитор, тоа треба да го разработам, а сега сакам да снимам нели на брзина едно видео за YouTube канало и да ви известам дека наредната недела треба да успеам да ја регистрирам компанијата. Проверува се името дали е достапно. И се уште не сум успеал да ги сконтактирам сите, али да се надевам дека вие што слушате, луѓе на тие што не сум ви сконтактирал, слободно ми пишете на Messenger и си го пишете името и презимето, телефонскиот број и ми пишете луѓе, човек, пријавив се за академијата, а уште не се ме контактирал. Пошто ми е потешко овие луѓето имат изгасено мобилни, имам и пишено, валјда не стигнува voice на порака. Значи пишете ми или на Instagram или на Messenger ми пишете. Ако немате, пишете ми од бројот кој што сте го оставиле, T-Mobile или кој да е компанија, пишете ми порака дека не сум ви исконтактирал се уште. Инаку луѓе, секи биде токенизирано. Секи биде, сега да не ја тупам, ово чисто да пролистам, секи биде токенизирано. Трамчо мора да напумпа до 200 до 400 илјади биткоин да биде, затоа што другари чека да видам дали се снима. Гледах, what the fuck, бро. Многу јако, и двата монитора ми ги слика. И шо ти е ова, брач? Кул. Гледате, вториот монитор ми е дигнат. Гледам. Пробам да смислам како ќе го користам. Чекай да видиме тука print screen. Зашо е, брат, сецка? Зашо за глава? Не ми јасно сега. Не ми е јасно зашо се побркува. Двата се појави на фактички. Ке видиме, не знам. Мобето е, мора Трамп да напумпа, да речеме, до 200-400 илјади за да се изваде од сите овие, со извинение, луди работи кои што сака да не укарат од Трета светска војна, али уствари си е договор. Договор кој што ние тука обичните мравки од страна гледаме како се тепат големите и си делат, они де факто демек се тепат, оствари си делат. Моментално светот се деле, кој што може да лапне, и инаку ќе ви објаснам по војната у Иран. Прво да објаснам во биткоин треба доста да пролита, да има добар бул маркет за преку ноќе кој ќе ние направиме профит, да забравиме Трамп и неговите лудори. Значи, колку повеќе ќе дигне на цена, толку повеќе ние ќе му забравиме и опростиме. Тоест, тука бракета чека дека се ставаше. Другари, добре дојдовте у Македонија. Одакл ми извади телефонот, пошто не сум навикнат да звоне, али вие оставен му е, кажи го, оставен му е, како се вика, оставен ми е тоно, гледате.
Бројот ми го нема секој, ќе ми го имат само тие од академијата за да не ми пајачат. А ово беше комшијата стандард, без комшија ако не те изваде, нели, али имам нешто работа, треба да одам. Мобето е треба да видиме добар бул маркет, другари. Нич да не се секирате сега да си купите биткоин, ово и после 4 години ќе биде и милионче и така да нема што да се плашите тука тај дел. Че да разлистаме, ово ми е последно што сакам да кажам, дека луѓе ние сме пред да завршам далеко од крајот на војната. Падна мобилни, далеко сме од крајот на војната. Значи, ово е новата Украина или новиот Афганистан. Иначе, тие што не знаете, Америка околу 15 и повеќе од 15 години води војна во Афганистан. Тоест, црпија ресурси и си играја геополитика и на крај изгубија од изгубија од талибанците на влечки и со чеперашки, што се вика, со извинение, на употребата на многу лоу зборчиња за една таква голема машинерија, али изгубија од талибанците као демек, оставија и милиарди долари на оружје, кој што е ние на Балканот немаме толку многу и сега ќе се играат геополитика со Пакистан цело време провокации за Кина, ако крене на кај Афганистан, ако Кина крене на кај Тајван, одма имате тука луѓе, какво каже го имате Афганистан, праве со Пакистан проблеми и Кина да држи голем дел од армијата тука, у тај дел за да не, со извинение, да не го преземе Тајван. Али Кина не може да биде сопрена. Гледаме едно Русија и Украина тамо де факто валјда уште многу подолг период ќе има војна или зависи, не знам договорот каков ќе биде. Де факто ако Америка, Иран, тоест Персија која што се буде, ја чека Америка со копнена војска и тоа брат ќе гледаме тамо едно години конфликти и чуда, дека Персија, брат, има пештери и чуда и локации кои што не се баш лесни за освојување и може да го гледаме нови Афганистан, а фактички Русија да си продава чуда и економијата да илита нагоре се развива, додека Америка нем да мислите дека пропаѓа и Америка колку повеќе има војни, толку повеќе Америка си праве профит, додека ние тука у Македонија, пошто играеме погрешна геополитика, не одеме со БРИКС, можеме да почнеме да јадеме и камија. Пошто јако ќе гледам овие цени, мене и народот си трае, мене не ми е јасно, брат, како е можно да искаруват месец со месец, али гледајќи дека се едни исти луѓе се по кафичите, валјда седат само елитата, богатите и оние што добро заработуваат дечки, туку у Македонија што се успешни, секој чест што добро заработуваат или сака да работат од страна, додека едно 98% од градот ја не го гледам, освен го гледам од дома у колата, од колата по... Значи ја повеќе народ видов по маркетите, кои што ги читат цените, кои што дојдеа на левело, нели мене ми се смеја да видат шо ово, шо оно, само што вие не читат и кредиенс, ова состојки, туку читат цените. И е жално да го видиш мојот град Кочани, дека ти гледаш таму 98% од луѓето не читат цените и вртат како една блуска, кога на времето не можевме да си ја купиме и си мисливме дали да ја купиме, пошто нели еднаш кога ја купуваш треба да носиш 200 години. Се одека нели не треба да земеш преходната од Југославија што сте ја купиле твоите и така со 2-3 мајчки се шеташ, сега Кочани на тај левел. Да се надевам дека еден ден ќе се разбудат. Они мислат дека се купиле ефтина кола да ја возат од Бугарија, дека се нешто достигнале, а не разбират дека се го уништуваат здравјето и дека не стоат и тапкат у место, дават давачки за автомобил што не можат да си ги дозволат и де факто, брат, имаме народ кој што не може да излава секој ден на кафе. Сега ќе рече некој па тоа е добро, ама тај народ не ги става тие пари у крипто, туку тај народ стварно не може да излава на 3 кафиња, тај народ не може да излегне ниту на едно и сега ми е јасно зашо има толку мали портфолии или не веруват, затоа што они, например, едното кафенце што имат време да го испијат, ќе да го испијат, а нема да го дадат за крипто, значи овие немат за 3, за да поделат 2 у крипто, едно да речеме да излезат у народ сега дома. Мобето е, да, јас седам секој ден по кафичите, али ја работам, јас срќавам со луѓе и пијам какао.
и јадам пастрамали, пошто кажав дека додека има пастрамалијачка ќе се јаде. Тоа е целата финта и филозофија, другари. Чао, другари, и ќе се чуеме. Ово беше тест видео да видам дали ќе работи секој што требе.